Дали по кој знае кој пат власта ќе го злоупотреби европското знаменце? Зошто се брза измените на законите поврзани со договорот со Бехтел и МК да се донесат по скратена постапка? И дали како опозицијата може тоа да го спречи? На овие теми разговараме со координаторот на ВМРО ДПМН Никола Мицевски. Господин Мицевски, добре дојдовте во студиото на Република. Благодарам на поканата. Така, работите брзо се менуваат. Кажете ми прво дали ги добивте измените на законите? Еве, денес, понеделник, уште ги немаме добиено измените на законите, кои што владата ги најави, иако ги најави минатата недела пред почетокот на викендот. Очекуваме да видиме кои се тие фамозни измени и што е она што повлекува европско знаменце на овие 5 законски измени кои што ги предлага. Така. Првично беа најавени 8 измени на законите. Сега, тоа што го кажа Артан Груби се 5. Кои недостасуваат? Видете, јас се чудам на сите овие изјави. Ако земе човек да внимателно да ги анализира, првично излегува со барањето дека овие 8 законски измени или измени на 8 закони кои што треба да се случат се битни, ова го повлекува европскиот пат, европскиот фронт кој што го промовираат тие земји. За сега наеднош не сите закони кои што беа офатени и кои што беа итни, да речеме за државата, за развојот на државата како што беше представувано од Груби и Ковачевски, сега 5 законски измени треба да понесат европско знаменце на нив. Отфрлени се законот за шумарство, законот за шуми и законот за земјоделско земјиште. Зошто? Не знам дали не им се брза или тие измени не се толку битни. Меѓутоа, она што е многу интересно, законот за работни односи, каде што е офатена 60-часовната работна недела. Тоа е малку модифицирано. Не знаеме како е, кога ќе го видиме ќе дадеме, да речем, ќе се произнесеме по ова законско решение, што е она што е променето, меѓутоа 60-часовната работна недела тие ја договориле во самиот договор дека ќе биде донесена како закон, а ако не се донесе во одреден рок од 45 дена, државата плаќа пенали. Тие пенали, според нашите информации, веќе се исплатени. Ние имаме информација дека говориме за оние 300 милиони евра. Од тие 300 милиони евра дел се пенали затоа што 60 часовна работна недела предвиделе со самиот договор, за да може да се изведува ефективно, брзо и како уште не слушнавме од владата изградбата на автопатот. Да разјасниме, вие имате информација дека дел од овие пенали се веќе исплатени поврзани со 60-часовната работна недела? Председателот Христијан Мицковски спомна дека има информација дека на 26 април државата веќе исплатила сума од 120 милиони евра на компанијата изведувач на коридорите 8 и 10. Сега тие велат дека тоа се дел за подготвителни работи, трошоци за подготовка на градилиште, подготвителни работи, менаџирање на самиот проект. Но информациите кои што ги имаме ние од Свирка доставени, укажуваат дека дел се и пенали затоа што не е донесен законот за работни односи и затоа што работната недела во државата останува 40 часа, согласно како што е и со устав, со закон, а и како што Уставниот суд се произнесе, односно ја отврди идејата за 60 часот. Што е со оној закон за експроприација? Па ние чекаме да видиме што се офаќаат тие законски решенија. Она што мене ме загрижува, во текот на минатата недела добив една забелешка од Комората на овластени архитекти и овластени инженери, кои што имаат сериозни забелешки врз основа на она што владата планира да го направи. Имено, Комората се согласува дека треба да има урбанистичко планирање, проектирање, одобрување и градба да се забрзаат, но остануваат на она дека ставот дел од пропишаните процеси не смеат да бидат заобиколени со дел од овие законски решенија. Што тоа значи? Тоа значи дека она што го виделе во она првично решение на законите, кажуваат дека со кратење на постапки истите стануваат нетранспарентни, а со преиначување на постапките се нарушува професионалниот пристап во планскиот и инженерскиот дел. Значи, овие објекти, како што велат Комората, значи ова ти се овластени архитекти, овластени инженери. Објекти што ќе се најдат на трасата каде што треба да поминува автопатот. Имено, високобуџетски инвестиции од стотица километри со широки коридори, автопатишта со сите пропратни елементи на трасата, мора да ги поминат сите механизми на контрола од страна на професионални инженерски и институционални филми. Што имаме ние во моментот? Ако прачаш било кого во владата, почнувајќи од министерот за транспорт, почнувајќи од одговорниот за овој проект Артан Груби, почнувајќи од било кого, па и премиерот, каде ќе оди трасата, никој не знае. Никој не знае.
Дали имаме одобренија за градби, никој не знае. Дали имаме експроприација на земјиште, никој не знае. Што има во договорот, па она што е најчудно, никој не знае да ти каже што има во договорот. Слушаме разни извинувања. Се изнаслушавме овие денови дека сакаат да го дадат договорот, како да го направат. Еве јас да ви кажам еден податок. 31 март 2021 година. Тоа е повеќе од 2 години и веќе скоро 2 месеци има потпишано меморандум за соработка помеѓу владата и Бехтел. 2 години имало да се презентира етапно што се планира да се работи. И никој не вика дека овој не е национален интерес и национален проект кој што е во интерес на сите граѓани. Тоа не е спорно. Меѓутоа, врз основа на што треба да ме убеди мене за да дадам подршка на вака нетранспарентен, криминален начин, па дури и сомнителен веќе кога зборуваме, кога не можам да дојдам до договорот, да го видам јас како пратеник кој што има сертификат државна тајна, што останува за граѓаните. Спомнуваат сума од 1.300 милиони евра. Како дојде до таа сума? Никој не знае. Дали знаеме по каква траса ќе се движи таму? Што ќе најдеме на самиот терен? Може ли таа сума да поскапи? Од информациите кои што ги имаме ние, ова ќе представува сериозен проект во кој што сумата од 1.300.000 евра е 300 милиони евра, се извинувам, е почетна, не знам како испланирана од нивна страна, меѓутоа јас мислам дека овој проект ќе кошта дупло на крајот на даночните обврзници во нашата држава. Дали власта се закопа во сопствените лаги, со истраќањето на измени на закони, со тоа потврдува дека првичната верзија била лоша? Апсолутно, значи може веднаш тие да бидат предлагачи. Она што мене ми е сумнително во целиот овој процес. Прво излегуваат со 8 законски решенија кои што ги потпишуваат пратеници. Првото прашање, како ги видат? Од каде пратениците знаеле каков ќе биде договорот, за да можат да влезат во постапка на измени на законски решенија кои што ќе бидат усогласени со договорот кој што ќе го потпише владата. Тоа е едниот сомнеш и тоа ми дава за право да мислам две работи. Или имале увид претходно во договорот врз основа на кој што ги направиле тие законски измени, што е исто така нешто што е за осуда и нешто што треба да се размисли. Или само им ги доставиле. Затоа што доколку ние како пратеници другите не можеме да ги видиме тие законски решенија, гледаме дека на тие 22 на тие 8 законски решенија вкупно се потпишени 22 пратеници од власт. Или тие имале увид во договорот, а не знаеме дали имале сертификати. Слушаме сега дека не имале увид во договорот, разни извинувања и повлекување од страна на владата и гатале. И втора работа, што е уште полошо за мене, дека некој им ги дал договорите само да ги потпишат. Многу полоша работа. Ако веќе собранието е носител на законодавната функција, ако некој во собранието има обврска пред граѓаните да носи закони, да решава, да дава измени, да му се даде договор да се потпише само со единствена причина. Владата на овој голем, сомнителен, па веќе можам да кажам и искорумпиран проект од страна на владата ќе потенцирам, фрла сомнеш на целиот овој процес, давајќи на пратениците да потпишат вакво законско решение. Чини дека власта сака да ве прејде и во вашето барање за презентација на договорот со Бехтел и ЛНК. Талаџа Феги рече дека ќе им биде презентиран договорот на пратениците што имаат безбеден сертификат, но не дека ќе им биде даден, што е сосема различно. Апсолутно. Видете, јас уште го коментирав, ги коментирав овие изјави. Јас како пратеник со сертификат за државна тајна имам право да го видам договорот, дури и сите оние кои што се да речам делови од договорот кои што владата ги презентира дека се доверливи. Значи имам право да го видам тоа целост. Второ, се работи од нашите информации за договор кој што е некаде помеѓу 500 и 700 страни. Мене некој да ми дојде со договор од 700 страни, во саат-два да ми го прераскаже, прво не е вредно. Второ, тој договор јас треба да го видам. Да го видам, не е спорно на која комисија. Значи, она што сега го прават дека која комисија ки најмалку е битно. Мене ми е битна суштината на договорот. Забелешките кои што стигаат до нас, да ги најдам, да ги подлечам и да му ги покажам на господинот Груби,
на господинот Ејуп Рустеви, директорот на јавното претпријатие за државни патишта, и на господинот Бочварски како министар за транспорт и врски, и да ги прашам што значат овие ставки. Ако некој планира да ме седне како учениче наспроти него со договорот кај него, да ми го презентира и да ми го прераскаже, тоа не е прифатливо. Тоа не е прифатливо, затоа што како пратеник кој што има сертификат државна тајна, имам право да ги видам сите документи. Тоа повлекува и одредена постапка, затоа што после не може да се коментира она што е, да речем, класифицирано, меѓутоа доволно е да се тргне сомнежот. Видете што се случува. Народот, државата со право има сомнежи през основ на овој договор и со право можеме да го нарекуваме коруптивен, се додека не го добиеме. Дополнително, ставањето на европското знаменце на коридорите воопшто не е оправдано. Вие видовте дека европската делегација се изјасни негативно. Иако и тие не кажуваат дека е незаконски, не е по стандардите на Унијата. Не. Европската Унија се изјасни зборот незаконски не го спомна. Конкретно, европското знаменце предлог на закони не е оправдано и нема врска со реформската агенда на Европската Унија. Така да, она што сакаше владата да го наметне како европска реформа, не, Европската Унија се огради од тоа и не можеме на луѓето да им дадеме поголеми забелешки. Тие ги кажаа своите забелешки. Европската делегација во Македонија своите забелешки ги кажува редовно и во извештајот за напредокот на Европската Унија. Таму стои нотирано дека злоупотребата на скратените постапки и злоупотребата на европското знаменце е во многу процеси. Значи, означувањето на законите со европско знаменце има за цел да се помогне за забрза интеграцијата на Македонија во Европската Унија. Согласување на европското законодавство, македонското законодавство, овдека нема ништо. И сега имаме од друга страна изјава на господинот Артан Груби, кој што влезе во замкава, влезе во нетранспарентноста и влезе во забелешките прво на јавноста, на граѓаните, затоа што го кријат договорот, и најбитно од се ја обвинуваат опозицијата. Тоа сакав да ве прашам. Не можете вие да обвинувате опозицијата за нешто, еве како што реков. Имате ли печат дека власта сака да ви наметне дека вие сте против изградбата на 6 години се власт, апсолутно. Ние не сме против градење, ние сме против крадење. Так. И за тоа ќе застанеме здраво и на тоа ќе бараме дополнително да ги видиме договорите и сите оние активности кои што следуваат. Еве ја почнам комисијата за труд и социјала, на која што се наоѓа законот за работни односи и застанаа со постапката, имало амандмани. Дајте и амандмани ако има. Ако ви се врзе, тоа е постапката. Немаме друга постапка. Тоа е постапката. Амандманите биле многу. Ќе седнете, ќе ги работите. Овие 3 недели време колку што се криете и се обидувате да најдете оправдување и обвинување за опозицијата, можевте да ги искористите да седиме и да работиме. Еве води пратеник од владачкото мнозинство, од Алијанса за албанците. Зошто няма завршија комисијата? Зошто не продолжија со дискусија за 60 часовна работна недела? Па да им ги кажеме забелешките прво на ВМРО да помане. Второ, забелешките на невладините организации. Трето, забелешките на организациите за работодавачи. Четврто, забелешките на синдикатите. Пето, забелешките на Уставен суд. Уставната одлука за 60 часовна работна недела, Уставниот суд ја оцени како неуставна и ја отврди. Завршена работа. Добро, што ќе правите оваква ситуација доколку законите дојдат на пленарна седница со европско знаменце за 3 дена? Апсолутно ќе ги преземеме сите можни наши освен амандмани немате што вие да правите. Ингеренции, така е, затоа што ова ќе биде постапка која што ќе очигледно ја тераат, затоа што некој има земено обврски, можеби и некои други, да речам, неќе да се само обврски. Да, добро, некои други форми на заедничка соработка, меѓутоа, она што јас сакам да го потенцирам сега е дека, и го слушнав господинот Груби, дека се извинува за тоа што не можел да го презентира целиот договор на новинарите и јавноста и како влада не успеале во целост доволно да ја представат одредбите од подпишаниот договор. Дали вие како јавност како новинари... Јас бев на една од презентациите на Груби, немаше ни еден конкретен одговор. Апсолутно. Сето тоа беше парада, сето тоа беше циркус, за да се покаже некоја транспарентност, меѓутоа нас како пратеници, како држава, како јавност, не ни треба извинување од Груби. Нам ни требаат оставки веднаш од сите инволвирани во оваа работа, одговорност за инволвираните
и потоа по нивните оставки и одговорност која што ќе следува, ни треба транспарентност на целиот овој процес и отчетност за сето она што ќе се случува. Да не се лажеме. Договорот е потпишан и овој проект ќе се работи. Тоа ќе ми биде така. Ќе ми биде Овој договор е потпишан. Имаме работа со сериозен приватен конзорциум, кој што јас немам забелешки за конзорциумот приватен на Бехтел и она што знаат, тие се приватна фирма, која што сериозна фирма, сериозна приватна фирма која што има градено во регионот и која што видливи се нивните проекти. И како приватна компанија секогаш гледа да го извлечат најдоброто од договорот за нив како приватна фирма. Но за нив, не за држава. За нив. Каде е владата тука да заштити државниот буџет, да ги заштити државните даночните оврдници од државата и да не заштити нас како држава, како собрание и едноставно и како граѓани на оваа држава кои што од свој джеб треба да плаќаат проект кој што е важен за државата. Тоа ми е следното прашање, значи извесно е дека ВМРО ќе дојде на вас. Што ќе направите? Кој зла од зла од помалото ќе го одберете, значи да го изградите автопатот кој не знаеме колку ќе чини, никој жив не знае, или пак да го раскинете договор со арбитражи, да платиме огромни пенали, така ќе останеме и без пари и без автопат. Прво треба да го видиме договор. Што има во него? Ние сега наводуваме што има во самиот договор. Да го видиме договорот. ВМРО очигледно е дека за многу скоро време ќе дојде на нас. Прво да го видиме договорот, одговорност за сите оние кои што не ги заштитиле државните интереси и потоа да се види што ќе се прави. Одговорност е едно за тие, но за договорот пак ќе остане. Договорот мора прво да се види и да се процени што она што треба да се прави. Дека треба да се градат патишта, посебно вакви објекти кои што се битни за развојот на државата, транспортот па и протокот на стока е видлив. Проектите, автопатите кои што ги изгради и експресните патишта, јас доаѓам од Источна Македонија. Па Источна Македонија со експресните патишта и автопатот се препороди од делот на инфраструктурата, транспортна и сето тоа. Битни се тие проекти, треба да се завршат. Ама кој, за колку пари, како и колку од тие пари ќе бидат злоупотребени, колку од владата и оние кои што учествувале во овој договор се корумпирани, ние не знаеме. Затоа прво треба да го видиме целиот договор, затоа го кријат договорот, затоа наоѓаат 101 начин да ја обвинат опозицијата и затоа на крај на денот не се транспарентни. Свесни се дека губат, свесни се ударите од јавноста, посебно шамарот кој што го изеда од европската делегација во државата е и како голема работа за да го скријат. А зошто го кријат? Да се јаде волкав ќотек во наводници од меѓународна јавност, од граѓани. Очигледно има нешто што треба да се скрие. Имате ли надеж на председателот Пендаровски дека можеби нема да го потпише за дека не го потпише доколку се не верувам дека нема да го потпише. Тој почна као прво ќе ги видам па ќе Апсолутно, самата реторика која што ја кажа председател Пендаровски ми дава за право дека да мислам дека ќе најде некој дипломатски речник за да избегне да не го потпише ова законско решение. Затоа што не само да го потпише, да го потпише. Да. Затоа што не само ние, господинот Пендаровски како председател на оваа држава треба да бара да го види договорот. Значи, инсистирање на јавност на тој договор е нешто што треба да биде приоритет на сите. Добро, законски немаат обврска да могат да остават во секој случај, ама имаат обврска нас да ни го достават. Законски па не го доставуваат. Има обврска вие како новинари да го добиете за да можете да прокоментирате нешто. Криењето на договорот дава една сосема друга слика на она што има во него. Така, да позборуваме за други битни теми. Почна со работната група за уставни измени. Вие не номиниравте член. Кажете ми, ќе се зголемува ли притисокот кон ВМРО-ДПМН во следниот период? ВМРО-ДПМН е конзистентно во своите ставови. Континуирано, ние како пратеничка група го кажавме нашиот став. Ние немаме мандат да разговараме за уставни измени. Еве сега ВМРО-ДПМН почна со една теренска активност, ова е Македонија за сите, на кој што 19 тима со над 200 учесници ќе посетат на 700 населени места. Веќе 2 викенда сме континуирано на терен, апсолутно граѓаните, барем оние кои што даваат подршка на мене во изборната единица од која што доаѓам, не се за уставни измени. Додуше не се за уставни измени ни оние кои што дадоа подршка на другите партии, посебно на Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа тоа е нивна работа да излезат пред граѓаните и да кажат која е целта за уставни измени.
ВМРО ДПМН нема мандат и во овој мандатен состав нема да има уставни измени. По однос на работата на работната група, за мене тоа е една форма да се даде јавност на суптилниот притисок кој што треба да се прави врз Но во оваа фаза не пратеници. е да има, да има работни групи. Треба прво да се отвори уставот па да... Апсолутно. Значи, номинирање на членови во работна група од партии кои што се влезени во парламент како партии придружници на големи коалиции, кои што не може да добијат подршка без да етикетирам или да омаловажувам било кого од поголем број на граѓани и да се става, да речам, на зид ВМРО ДПМН апсолутно неприфатливо за мене како координатор на пратеничката група. Ние имаме став, постапката се знае, значи постапката како е, прво се отвара уставот, па потоа може да се зборува Ова за може уставни. во текот на јавната расправа да бидат вакви работни групи па да се дискутира, како што беше за промената за името, но откако ќе се отвори уставот, а не во оваа фаза. Ова може некој на крај да одговара затоа што формирање на работна група за нешто имагинарно во моментот и исплаќање на одредени средства од буџетот на државата за нешто кое што не е по постапка, исто така е злоупотреба на службена положба и оштетување на буџетот. Така да тие кои што ја тераат оваа постапка, добро да размислат за се тоа што Така, го од прават. она што можеме бар да го слушнеме од разговорите во таа работна група, како се доведовме од тоа до како што прво власта сакаше да прикаже дека се овие само едни козметички измени, само ќе се додадат бугарите, но сега се зборува и за нова преамбула. Па ќе почне да растат апетитите на сите и ќе се измешаат многу работи. Така да реченицата, односно желбата на власта да прикаже дека ова е единствено за европскиот пат на Македонија, ќе се измеша со желбите и на многу луѓе кои што сакаат да видат одредени уставни измени. Меѓутоа, повторно ќе потенцирам, ВМРО ДПМН нема да дозволи такво нешто во овој период и најдобро е да не го губиме времето, да излеземе на избори, да го прашаме народот секој со прашањата кои што треба, па потоа да седнеме, да се преброиме и да видиме кој зашто е во оваа држава. Што Немицки, сметате ли дека некој треба да му објасни на граѓаните кои ќе бидат последиците доколку бугарите влезат во уставот со тој фамозен балансер, во однос ќе бараат вработувања, образование, поддршка на државни празници, ќе се доведеме до ситуација 3 март да го чествуваме со државни празници. Анкетите на јавното мислење покажуваат дека 85% од граѓаните не се за уставни измени. Тоа е сериозно голема бројка и јас сум изненаден од сериозно големиот интерес на граѓаните и познавање на оваа проблематика, така да за мене ова во овој мандатен состав на овој начин е завршена работа и нема потреба да дискутираме за тема за која што навистина не е приоритет. Имаме поголеми проблеми во државата. Економијата и инфлацијата се проблем број 1. Нереализација на високи капитални инвестиции во државата е проблем број 2. И корупцијата и криминалот на секое ниво, во секоја пора во општеството, е проблем број 3 за кој што ги тиштат граѓаните и барем она што го кажуваат како проблем на средбите кои што ги имаме. Што ќе се случува во судскиот совет. Од неуставно сменетата председателка добивме незаконски избран председател. Како е тоа може? Тоа е нешто исто така што коментираме подолг временски период, посебно околу судскиот совет и информациите кои што стигаат. Значи, довербата на граѓаните во судството е падната на минорни и мизерни 3%. Постапките кои што ги донесува судскиот совет, кои што ќе треба да биде носител на работата на судиите во државата, се спротивни на устав, спротивни на деловник, спротивни на работа. Да не заборавиме, се тоа има одредена постапка. Павлина Црвенковска беше председателка на судскиот совет и сама даде оставка, замина со образложение дека не е подобна за бизнис судската елита. Немаше реакција од никого во тој момент. Моментално се изреагира и толку беше.
Имаме сега Оваа смените состојба. да се сликаше со пола СДСМ. Сликана. Сменетата доаѓа од правниот сектор на Социјалдемократскиот сојуз. Ние на комисија за избор реагиравме на тоа, меѓутоа и Павлина Црвенковска и Весна Дамева идат како предлози на Стево Пендаровски, односно на претседателот на државата. Весна Дамева на начинот на кој што дојде, на истиот начин и замина. Меѓутоа, она што е интересно е во целата работа, таа беше разрешена од нејзиниот заменик кој што нема ингеренции во присуство на претседател да председава. И сега начинот на кој што е разрешена, видовме дека викендов на итна седница имаше и назначување на претседател на судски совет. Тоа е законски разрешен, не може овој да биде така. Морам да потенцирам дека ние мора да добиеме информации за ова. ВМРО ДПМН минатата недела поднесе барање за точка на дневен ред, информации за состојбата со судскиот совет. Ја поднесовме изминатата недела на 10 во среда, имаме нова седница. Очекувам таа точка да биде точка број 1 на седницата. Денеска сме 8 мај, 2 дена пред самата седница, ние немаме информација дали таа точка ќе се стави на дневен ред или нема да се стави. Знаејќи како функционира ова владеачко мнозинство на ДУИ со помалиот коалиционен партнер, очекувам дека ќе се бара начин да се изигра самата точка или да се стави некаде погоре на дневниот ред и никогаш да не дојде ред кога ќе се дојде до неа да се прекине седницата и никогаш да не се разгледа. Меѓутоа, она што е интересно, не ВМРО ДПМН и пратеничката група на ВМРО ДПМН да ја бара оваа точка. Оваа точка треба да ја бараат владеачките пратеници и владеачките елити затоа што состојбиве треба да ги загрижуваат нив повеќе. 6 години се власт. Отсуството на правиот партал 3% е статистичка грешка. 3% не е доверба. Така, ниту правда, ниту мир дојде. Така е, така. Господин Мицовски, ви благодарам за интервјуто, ви посакувам многу среќа и трпение во следниот период, ќе ви треба. Благодарам на поканата, тука сме да одговараме и да бараме транспарентност за сите граѓани. Во името на сите граѓани да бараме транспарентност од оваа нетранспарентна влада.